Македонија ги празнува двата историски илиндена. 1903 годината кога беше воспоставена првата република на Балканот и 1944 кога беа удрени темелите на македонската државност. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, представници на политичките партии од Македонија, представници од собранието и од владата и дипломатскиот кор денеска положија свежо цвеќе во меморијалниот центар Асном во Пелинце на знајните и незнајните херои кои ги положија своите животи за Македонија каква што ја знаеме денеска, слободна, суверена и независна република. Со повик за помирување и сплотеност, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска се обрати на присутните пред меморијалниот центар Асном во селото Пелинце. Потребен ни е процес на национално помирување, жртвување на личните заради државните интереси. Потребно е да се сплотиме за иднината на нашите деца, потенцираше председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов на денешната прослава на националниот празник Илинден. Како што во 1941 се сплотивме за да се избориме за слобода и државност, како што во 1991 се сплотивме да прогласиме независност и сувереност, така и денес треба да се сплотиме за да ја зачуваме слободата и државноста, независноста и сувереноста на Република Македонија. Денес повеќе од кога и да е порано потребен ни е процес на национално помирување. Иванов го поздрави политичкиот договор, посочувајќи дека сега доаѓа потешкиот дел, а тоа е потребата од негово исполнување. За таа цел Иванов ги повика политичките партии да се воздржат од непризнавање на волјата на граѓаните тогаш кога ќе изгубат избори, но и од игнорирање на неистомислениците тогаш кога ќе добијат на избори. Го поздравувам овој договор што македонските граѓани го дочекаа со оддишка. Но сега доаѓа потешкиот дел, а тоа е да се исполни договореното и да се одржи дадениот збор. Токму сега е време за воздржаност и за одговорност, од што зависи не само разврската на кризата, туку и иднината на Македонија. Ги повикувам политичките партии да се воздржуваат од непризнавање на волјата на граѓаните тогаш кога ќе изгубат избори, но и од игнорирање на неистомислениците тогаш кога ќе се добијат избори. Во однос на мигрантската и бегалската криза, македонскиот председател предупреди дека постои висок ризик од заканата од странски терористички борци, вториот миграцијски бране на повидок, регионалните кризи и конфликти на Блискиот Исток и Северна Африка ги изголемија ризиците за загрозување на безбедноста на Република Македонија, рече Иванов, додавајќи дека мора сплотени да се навикнеме да функционираме во новата реалност, што ја креираат секојдневните терористички напади во светот. Од каде доаѓате вие? Од Велес, заедно. Прв пат сте овде на Пелинце? Како ви се допаѓа? Добре, свара добре. Како ќе го прославите вие денешниот празник? Рачунаме тука да бидеме, може да идеме до Прокопчински горе. Што ќе им порачате за денешниот празник на нашите гледачи? Да си ја сакаат државата, да си ја сакаат Македонија, да бидат сите весели и здрави. Да ја чуват нашата Македонија. Тешко печалена, со крв и мака. Мир, само мир, слога и тоа е. Во нашата држава изгледаме само тоа фали. Единство. Кога единство ондак нема, за овој празник тоа е најдобро. И сакам да ги поздравам сите македонци и сите што се треба да ја држиме ова Македонија. Не може ова Македонија да ја земе некој. На македонците би порасол љубов, среќа и здравје. Од Пелинце македонскиот председател повика да се стави крај на поделбите, бидејќи кога сме поделени, ние сме поробени, и повика на помирување и сплотеност за да ја зачуваме слободата и државноста, независноста и сувереноста на Република Македонија.